и сум од 4-7 и денеска ќе ја презентирам мојата проектна матурска на тема животот со телесна дисморфија. Како што можеме да забележиме на фотографијата, има човек кој што со екстремно мускулеста градба, но на огледалото се гледа како сосема слаб и може да ни стане веднаш нејасно зошто тој се перцепира различно од каков што е и си го поставува прашањето зошто секој ден изгледам различно. Но доколку дефинираме што е телесна дисморфија, мислам дека ќе ни стане многу појасно зошто тој има различна перцепција за самиот себе. Телесна дисморфија или телесно дисморфично расстройство е релативно вообичаено расстройство кој што се состои или од нарушувачка или вознемирувачка преокупација со мали, минорни или пак непостоечки мани на изгледот на еден поединец. И особено е важно нејзиното препознавање, диагностицирање, а подоцна и адекватно третирање, бидејќи ако оваа ментална состојба остана нетретирана, може да се поврзе со значително оштетување на психосоцијалното функционирање на личноста, лошиот квалитет на живот или пак високи стапки на самоубиство. На оваа фотографија исто така имаме девојка која што има некој просечен нос, но таа себе си се доживува како да е огромен. Таа има обсесивни мисли за нејзиниот нос и се прашува зошто нејзиниот нос се менува со секој изминат час и дали урите на него растат се повеќе и повеќе. Ова ни укажува дека телесната дисморфија не секогаш е фиксирана, фокусирана само на телото, туку може да опфати и други делови, пример некои црти на лице, должината на екстремитетите, пропорционалноста и слично. За подобро да ја разбереме и неа, добро би било да се зборува за историјата на телесната дисморфија или пак телесната дисморфија низ историјата. Прв кој што ја значи телесната дисморфија е најактуелна во последниве десетина години, но прв пат била искористена терминологијата дисморфофобија уште во 1891 година од страна на италијанскиот психијатар Енрико Морсели. Тој прв пат го искористил зборот дисморфофобија, кој што потекнува од грчкиот збор дисморфија, што би значило грдо, неулико, едноставно, да кажеме, деформирано. Тој ги опиша луѓето кои што патат од телесна дисморфија како навистина тажни луѓе со лош квалитет на живот, кои што се постојано обседнати за нивниот физички изглед и не можат да функционираат нормално во средината, во училиштето, работата и слично. Второ кој ја споменал телесната дисморфија бил Пиер Жанет, тој бил француски психијатар. Тој ја опишал телесната дисморфија преку случај на жена која била 5 години затворена дома. Таа се чувствувала или имала обсесивно-компулсивни мисли за нејзиното екстремно влакнесто тело, се извинувам. Важно е да се спомене дека таа растела со значително арогантен родител и била подлежна на постојани критики од страна на родителот, на нејзината мајка. И токму поради тоа имала повеќе обиди за самоубиство, кои за среќа биле неуспешни. Подоцна, дури кога израснала во возрастна девојка, кога била омажена и со нејзиниот сопруг имала истите проблеми, бидејќи се чувствувала дека соседите ќе ја исмеваат за нејзиното екстремно влакнесто тело. И токму поради тоа нејзиниот сопруг решил да ја помогне со терапии диктирани од страна на психолог, кој што или психијатар, кои што помогнале да и биде подобро и да може секојдневниот живот да го живее многу понормално, без при тоа да се обсесира за нејзиниот физички изглед. Овие терапии се состоели од мотивација од мотивациони вежби и вежби за самодоверба. Исто така, дури Зигмунд Фройд говорел за телесната дисморфија, тој го обработил најпознатиот случај на телесна дисморфија во историјата, човекот волк, кој што бил руски аристократ, обседнат со неговиот нос, постојано гледајќи се со од неговото џебно огледало и на излозите, тој целосно престанал да функционира, не можел да оди ни на своето работно место, заради тоа што бил обседнат со неговиот нос, но подоцна си конструирал своја програма за однесување и престанал да се гледа во огледало, сметајќи дека тоа на некој начин го излечила. Исто така на оваа фотографија можеме да видиме девојка која што сосема различно се доживува од колку што се доживува екстремно влакнеста со значително поголема глава, долги раце, екстремитети и слично, но вистината е далеку од тоа. Најчесто луѓето кои што патат од телесно дисморфично расстройство, дисморфофобија, си го поставуваат прашањето зошто им се случува ова на нив. Конкретен причинител за телесна дисморфија нема, најчесто се резолира со комбинација на прашања, како на пример,
вербално и физичко малтретирање, ниска самодоверба, перфекционизам, генетика, депресија, анксиозност и обсесивно-компулсивни мисли. Малку ќе напоменам за сите од нив. Вербалното и физичкото малтретирање, особено во периодот на адолесценција, може многу лошо да влијае врз личноста и нејзината самодоверба и како таа се доживува. Најчесто во овој процес на физичко и вербално малтретирање, поединецот создава ужасна слика за себе, сметајќи дека има огромни мани или деформитети, што подоцна може да придонесе и до телесна дисморфија. Ниската самодоверба сама по себе ни укажува дека личноста на повеќе не се допаѓа повеќе делови од своето тело, им бара мани и токму оваа ниска самодоверба исто така може подоцна да прерасне и во телесна дисморфија. Перфекционизмот исто така е причинител на телесна дисморфија, со тоа што ако личноста секогаш талка по совршенство и да е совршена секој дел од неа и се обсесира со физичкиот изглед, тоа може подоцна да прерасне во дисморфија. Исто така и доколку работното место на одредена личност е фиксирано за физичкиот изглед на личноста, например манекенство или бодибилдинг гимнастика, личноста може да е подложена на поголем ризик за развивање на ова телесно дисморфично расстройство. Генетиката игра голема улога исто така, но не е се уште откриена дали по пат на генетика се пренесува телесната дисморфија или пак детето во периодот на раст и развој го гледа родителот како се однесува и подоцна како сунгер ги впива тие начини на однесување и подоцна ги применува истите. Депресијата, анксиозноста и обсесивно-компулсивните мисли се други ментални состојби со кои што личноста која што боледува телесна дисморфија може да се соочи, но не е јасно дали токму поради телесна дисморфија се појавуваат и овие други ментални состојби или пак од овие ментални состојби се доаѓа до појава или до развој на телесно дисморфично расстройство. Симптоми на телесна дисморфија. Секоја личност има свои индивидуални симптоми и се различни, но може да се направи една генерализација на некои симптоми со кои што најчесто сите кои што падат од оваа ментална состојба се соочуваат. Например, крајна преокупираност е одредена мана, која што најчесто е мала, непостоечка, минорна или слично. Исто така тие силно веруваат дека имаат некој дефект и дека тоа ги прави или грди, деформирани и слично. Тие честопати се чувствуваат како средината да ги смејува каде и да одат, ако некој се подсмева, тие сметаат дека тоа е упатено кон нив, дека на нив им се смејуваат, често се гледаат во огледало, многу често. Го споредуваат својот физички изглед со изгледот на другите личности и често бараат некакво уверување за нивниот личен изглед кај останатите. Например, да ги прашаат дали носот им е екстремно крив или слично, бидејќи самите себе не можат да воочат дали тоа што го гледаат е реално. Исто така избегнуваат секакви социјални ситуации, бидејќи ги прават да се чувствуваат дека сите гледаат во нив. И исто така имаат огромна преокупираност на овие мани, што оневозможува подоцна да функционираат нормално во средината, училиштето, работното место на поединец. Сега ќе зборувам и за нарушување на исхраната, кое што не треба да се поистоветува со телесно дисморфичното нарушување. Иако имаат некои слични симптоми, како компулсивни однесувања или пак обсесија со изгледот, нарушување на исхраната е конкретно фиксирано на телесната тежина на личноста или пак на формата на телото, додека телесно дисморфичното нарушување може да биде за носот на личноста, некои црти на лицето, должината на екстремитетите, пропорционалноста и слично. Исто така и мускулна дисморфија, која што е гранка на телесната дисморфија. На фотографијата можеме да забележиме навистина мускулест човек кој што се доживува себе си како слаб. Тој смета дека не е доволно мускулест и повеќе треба да работи на себе. Но најчесто мускулната дисморфија не најчесто, туку секогаш не зависи од физичкиот изглед на личноста, која што има или просечна градба, некогаш е и навистина екстремно мускулеста. И оваа мускулна дисморфија резулира подоцна на компулсивно тренирање, додатоци во исхраната или користење на стероиди или други супстанции. Исто така, ќе зборувам и за третман и терапија за телесно дисморфично нарушување. Девојката на фотографијата сака да си помогне самата на себе да го надминува. Иако за телесна дисморфија нема конкретен лек и не може да биде излечена, има некакви третмани и терапии кои што можат да го подобрат квалитетот на животот на личноста која што боледува од телесна дисморфија. Како например психотерапија, доколку имате благи симптоми на телесна дисморфија, психотерапијата или разговорот со психолог, психијатар може многу да помогне на личноста да ја надмине оваа состојба.
Антидепресивните лекови се исто опција, доколку имате умерени симптоми на телесна дисморфија и најчесто се пијат селективни инхибитори и тоа е за зголемување на серотонинот за нивото на серотонинот во телото на човекот за подоцна нели да може да има подобар квалитет на животот и општо секојдневните активности што ги прави. Когнитивната бихевиоријална терапија е исто опција. И таа терапија ги става личностите психотерапевтот ја става личноста во секојдневни ситуации каде што ќе се чувствува обсесивна и пробува да ја укаже преку примери од секојдневниот живот дека нејзиниот став за самата себе е погрешен и дека всушност таа личност не е деформирана. Исто опција е групната и семејната терапија, која што има возможува на средината околу нас да ги воочи нашите симптоми и воедно да види како ние се чувствуваме и да ни помогне тоа да го надминеме. И најчесто когнитивната бихевиоријална терапија за деца ги вклучува нивните родители или старатели. Заклучно, иако телесната дисморфија е ментална состојба која што нема лек, исто како и други ментални состојби за жал, секогаш имаме опција да бидеме подобри, особено во овој 21 век, каде што имаме информации на секаде околу интернетот, а и можеме да побараме помош дали од родител, од стручно лице, од училиштето и мораме да се потрудиме да бидеме подобри, бидејќи не вреди заради една ваква ментална состојба да си ја ставиме точката на нашиот живот. И овде напишав една убава порака од Нелсон Мендела, дека секогаш се изгледа невозможно, се додека не го направиме. Ова во превод во оваа ситуација би значило, иако за телесната дисморфија нема конкретен лек, ние можеме да се потрудиме да го направиме подобро и додека не пробаме, не би знаеле дали може да биде подобро. Благодарам на вниманието.